Благодарам, председателе, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници. Накратко сакам да ви објаснам зошто го поднесувам и овој амандман. Го поднесувам исто како и претходниот, мислам дека е трет пат. Регионалниот пат од Гевгелија до село Ново Конско е исто така премногу амортизиран и тесен пат со многу нерамнини. На неколку места, поточно на острите кривини, беше прошируван, но тоа не е доволно за безбедност во сообраќајот. Овој пат стана повеќе фреквентен со развојот на селата Ума и Серменин, кои еден подолг период беа замрени. Исто така преку овој пат се оди од Гевгелија до селата Моин, Ново Конско, Ума, Серменин, туристичкиот локалитет Смрдлива вода, скијачкиот центар Кожув. Преку овој пат се оди исто така и до селото Старо Конско и до браната Конско, која во наредниот период ќе биде особено атрактивна и повеќе посетувана од туристите. Гевгелија како град се движи и вложува во туризмот и причина за тоа што во последните 10-15 години е посетен од голем број туристи, како домашни, така и странски. Според статистичките податоци, сакам да истакнам дека Гевгелија е 5-ти град во Република Македонија по бројот на посетени туристи, ноќевања од страна како на домашните, така и на странските туристи. Самите податоци покажуваат во суштина каде треба да се движи градот Гевгелија. Сите сме свесни и знаеме дека за да се развие туризмот, неопходно е да имаме добра инфраструктура и добри патишта. Затоа и го поднесов овој амандман, затоа што во овој дел на вистина Гевгелија располага со голем број туристички места. Не само браната Конско, како што реков, туку и Смрдлива вода, ски центар Кожув. Постојат повеќе причини заради кои го поднесов. Прво, по патот поминуваат автомобили, камиони кои носат дрва, камиони за изградба на конска брана, трактори, велосипедисти, пешаци кои го ризикуваат сообраќајот и на останатите граѓани. Често настануваат сообраќајни прекршоци со тешки последици. Причина е тоа што голем број граѓани користат исто така велосипеди како превозно средство, како до населените места Моин и Ново Конско, но и како рекреација, заради пријатната медитеранска клима која што има во нашиот крај. Трето, патот Гевгелија Ново Конско ќе стане уште пофреквентен кога ќе се пушти браната Конско. Сакам да истакнам дека оваа брана е долгогодишна желба на гевгеличани. Идејата започна уште од 1978 година. Оваа идеја конечно се реализира во 2017 година, кога започна проектот на Конска брана. Браната Конско исто така е дел од хидросистемот Гевгелиско поле, кој опфаќа 3 подсистеми за наводнување: Гевгелија, Богданци и Дојран. Со нејзиното завршување ќе се обезбеди вода за вкупно 6500 хектари земјоделска површина и проблемот кој го има граѓаните на општина Гевгелија со наводнувањето конечно ќе биде решен. Да резимирам на крај, реконструкцијата на патот Гевгелија Ново Конско е неопходна со оглед на тоа што ќе се развијат уште повеќе излетничките места Смрдлива вода, Старо Конско, ски центарот Кожув и браната Конско. Ова представува развој на општина Гевгелија, зголемување на економскиот раст, на животниот стандард на населението, унапредување на здравјето и квалитетот на живење на граѓаните од овој регион. Но без пристапни патишта намалена е можноста овие убави места да бидат посетени како од домашни, така и странски туристи. Затоа го барав овој амандман и оваа реконструкција. Гледам дека нема можност истиот да биде прифатен. Благодарам. И благодарам.